Акцијата за засадување рози под мотото Македонија земја на розите ќе биде имплементирани во општина Велес со засадување на околу 5000 рози. Представници од Министерството за животна средина одржаа состанок со градоначалникот Чадиев и представници од бизнис заедницата во Велес. Од Министерството за животна средина велат дека со посадувањето рози ќе се прочисти почвата од тешките метали кои се содржани во неа. Розите се растение кое е исклучително поволно да вирее во нашите климатски услови и да абсорбира голема концентрација на тешки метали од влијанието на сообраќајот, индустријата, посебно во урбаните средини. Од тие причини се донесе одлука на Комитетот за здравје и животна средина да оваа година оди под мотото Македонија земја на розите, меѓутоа тоа да продолжи наредните години и ефектите од влијанието на апсорбцијата на тешките метали за едно 5 години да може да бидат видливи и презентирани. Јавното комунално предпријатие Дервен веќе е во преговори со локалната самоуправа за формирање на расадник на рози кои предонесуваат за прочистување на почвата. За засадување на истите и реализација на овој проект главно ќе биде ангажирано комуналното предпријатие. Замислено да биде носител на акцијата јавното комунално предпријатие Дервен со своите служби кои што знаат која почва како треба да се организира, како да се подготви за садењето, меѓутоа и набавката на садниците, бидејќи карактеристиката е да мора да биде розата месечар присутна со своите нијанси во овој сиот проект, бидејќи она е најоптимална по кажувањето на стручните служби на Министерството, дека е најоптимална за искоренување на тешките метали. Од бизнес заедницата информираат дека планираат розите во првата акција да бидат нивна донација. Велат дека и во иднина ќе ги поддржуваат овие акции, бидејќи се многу значајни за општина Велес. Ова е мислам еден почеток кој бизнес секторот денеска јасно и гласно кажа дека ќе го поддржи целосно, финансиски, колку е неопходно. Тука ќе ги координира работите градоначалникот и ние секогаш ќе стоиме за сите овие акции да жителите на овој град живеат во една здрава средина. Бизнес заедницата поддржува комплетно оваа акција, како што кажа господин Матајче. Значи, ќе учествуваме максимално, секој од можностите колку може секоја фирма. Ние до сега сме поддржувале општината, градоначалникот и понатаму ќе продолжиме со континуирана акција за раззеленување на градот, на паркот, посебно на розите. Од Министерството за животна средина се надеваат дека Велес ќе биде водечки град во оваа акција. Во акцијата ќе бидат вклучени сите основни средни училишта, градинката, како и еколошките друштва. Еднокосовете од општина Велес од буџетот издвои околу 2 милиони денари за набавка на цветни аранжмани во градот. Акцијата Македонија земја на розите ќе се реализира на 21 март, денот на пролет и екологијата. Се реконструира патниот правец кој ги поврзува селата Мамутчево и Ванковци со Велес. Околу 2000 жители од овие села конечно ќе имаат подобар пристап кон градот, вели градоначалникот Чадиев, кој беше да увиди на лице место како работи изведувачот, гостиварската фирма Прогрес 98. Во првата декада се направи 1502 метри, додека целокупниот проект изнесува околу 9700 и нешто метри, значи скоро 10 километра пат. Реконструираме и го правиме онака како што треба по сите стандарди и прописи. Патот ќе биде само асфалтната трака ќе биде 3 метри и 70, заедно со банкините ќе изнесува 5 метри и 20. Целокупната инвестиција е негде околу 40 милиони денари, од кои што само оваа делница ќе кошта негде околу 30 милиони денари. Дефинитивно, заедно со завршувањето на целокупниот проект и асфалтирањето од дебелината од 7 см на асфалтот што ќе биде поставен на овој пат, тоа значи дека целокупната инвестиција кошта околу 700.000 евра. Чадиев очекува дека за месец дена реконструкцијата на овој патен правец ќе влезе во завршната фаза. Тој напоменува дека во овој период, но и престојниот, продолжуваат реконструктивните зафати на патните правци и кон другите рурални средини. Работиме во селото во Каласлави денеска, или утре завршува една улица, имаме завршена, направивме улица исто така во Горно Оризари, ќе направиме уште една за 10 дена, почнуваме проект таму, ќе го средиме целосно центарот на населено место Иванковци, затоа имаме веќе и грант добиено од 5 милиона денари, остатокот ние за да ги завршиме проектот ќе го доплатиме. До Ораовец го завршивме сегментот, во Раштан имаме 2 улици направено, сега ни стигнува проектот за безбедност на сообраќајот, односно залегнати полицајци кои ќе бидат поставени во Бузалково. По месец дена почнуваме со работи во селото Бузалково и таму ќе правиме една улица. Чадиев вели дека за
првите 2 месеци, локалната самоуправа реализирала вкупно 21 проект. Целта е до крајот на годината да се надминат 120 проекти, колку што беа изработени во претходната 2013 година. Како да се реагира за време на пожар и како да се користат противпожарните апарати во институциите. Ова денеска го повторија вработените од библиотеката, музејот и музичкото училиште Стефан Гајдов. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица велат дека секој вработен неопходно е да знае да ракува со овие апарати за да се избегнат големи штети. Дел од програмата на противпожарната единица да ги запознаеме вработените како даден момент да си го спасат својот имот и институцијата кај што работат. Значи тоа е една мала показна вежба каде почетокот и на соработка со овие три институции, музеот, библиотеката и музичкото училиште, каде што вработените во дадена ситуација да зачуваат она богатство што го имаат во самите објекти. Апаратите се мощни и едноставни за употреба, а дел од вработените денеска се обидоа да изгаснат пожар. Не се штетни и опасни по здравието и може да ги користи буквално секој. Затоа треба да се поставени на под или на соодветна висина за да можат да бидат достапни за секој вработен. Неопходно е и нивно постојано контролирање и сервисирање. Секоја институција законски треба на една година да ги контролира апаратите, а тие што ракуваат со апаратите и што се одговорни за противпожарна заштита во објектите, визуелно преглед треба да направат дали е исправна млазницата, да го превртат апаратот за да не дојде до здравување на право, значи ќе се створи некоја кора, пошто ја абсорбира влагата, нели, и при активирање ќе не може апаратот да се активира. Значи, таа задача е на тие луѓе што се одговорни во институциите за противпожарна заштита, и затоа ние ги потсетивме сето тоа денеска. И тоа е целта на овој, нели, во здружење со институциите за ПП апарати. Противпожарните апарати се задолжителни за секоја институција, а нивниот број е во зависност од квадратурата и бројот на вработени во истата. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН изрази поддршка за одлуката на владата со која се кратат трошоците на работодавачите за вработување на лица помлади од 29 години. Од партијата сметаат дека на овој начин ќе се придонесе голем број на млади лица да се вработат во приватниот сектор. Со оваа мерка на владата предводена од ВМРО ДПМН, работодавачите од приватниот сектор кои ќе вработат млади лица до 29 години евидентирани како невработени во Агенцијата за вработување, ќе бидат ослободени од плаќање социјални придонеси во текот на првата година, а при тоа ќе бидат обврзани да ги завршат на работните места најмалку уште една година. Покрај ослободувањето од социјалните придонеси, работодавачите ќе бидат ослободени од плаќањето на персонален данок на доход за тоа лице. За нив, сето ова ќе значи намалување на трошоците за вработување за околу 37% или поточно околу 27% за придонеси и 10% за персонален данок. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН велат дека стимулирањето на вработувањето на младите под 29 години е само континуитет во политиките што се спроведуваат во изминатиот период. На овој начин ќе се обезбедат нови работни места за младите невработени лица. Стимулирањето на вработувањето на младите под 29 години е само континуитет во политиките што се спроведуваат во изминатиот период. Владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди поголема достапност на високото образование преку отворање на нови факултети, дисперзирани студии и намалување на партиципацијата за студирање. Се преведоа учебници кои се изучуваат на најпрестижните универзитети. Беа обезбедени бесплатни учебници за средното и основното образование. Се обезбеди задолжително средно образование. Се обезбедија стипендии и можности за поголемо доостручување на младите кадри. Според податоците од Агенцијата за вработување во Велес, преку 800 млади луѓе по 29 години се регистрирани како активни баратели на работа во моментов. Локалната самоуправа го изготви извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Советот овој извештај ќе го разгледува на предстојната 16-та седница закажана за утре. Според него, граѓаните се уште не го искористуваат доволно своето за гарантирано право за добивање на овој тип на информации. Така, според извештајот, локалната власт и институциите кои се под нејзина надлежност добиле вкупно 69 барања минатата година.
Од нив 3 биле одбиени, додека на останатите 66 барања надлежните одговориле позитивно. Податоците во извештајот се внесени врз основа на сублимираните предмети во документацијата на општината за 2013 година, како и врз основа на известувањата, извештаите и информациите доставени до општина Велес од страна на јавните предпријатија, училиштата и локалните установи по пошта, електронска пошта или информација по телефон. Општина Велес, јавните предпријатија, училиштата и локалните установи, како иматели на информации, се обврзани секој поединечно до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да достават годишен извештај за примената на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Најголемиот дел, или 41, биле побарани од општината, 15 информации биле побарани од јавното комунално предпријатие Дервен, а нешто помалку од училиштата, библиотеката и музеот. Доколку прашањето не е прецизно поставено, голема е веројатноста за интересираните и да не добијат одговор. Законот пак дава можност за одговор до 1 месец по поднесеното барање, па ова се едни од најчестите забелешки и причини зошто правото за слободен пристап на информации е недоволно искористено. По утрешното разгледување на седница, годишниот извештај ќе биде доставен до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Управата за јавни приходи ја промовираше најновата програма во системот за променување на податоците на корисниците на услугите на Управата за јавни приходи. Преку системот промена на податоци на брз, ефикасен и бесплатен начин, сите граѓани ќе може да ги ажурираат своите податоци преку јавување на бесплатниот телефонски број 0800 33 000 и идентификување со своето име и презиме, иматичниот број и бројот на одреден сектор во Управата за јавни приходи. Граѓанинот ќе добие пин код кој засега може да го користи само за промена на статусни, односно адресни податоци. Преку добиениот пин код, граѓанинот ќе може на едноставен начин да комуницира со Управата за јавни приходи. Преку овој систем дополнително се скратува времето и трошоците на граѓаните во комуникацијата и општењето со УЈП. Инаку системот промена на податоци, Управата за јавни приходи го промовираше вчера.